Завршиме часот по математика, односно делење со остаток, а сега одиме на следниот час по македонски јазик за четврто делење, така? Така, да. Сега вака, јас имам едни картички кои што ќе ви ги подалам. На едните картички има зборчиња. Вие ќе си ги прочитате, а другите се празни и ќе треба да ги напишете зборовите на тие што ви се напишани, меѓутоа со спротивно значење на овие зборови. Пример, дебело, Слабо. така. Црно, Бело. така. Ден, Ноќ. нормално сме играли таа игра кога бивме Ден, многу ноќ. малецки, Да. ден, ноќ. Да, ми играме се. Така. Еве вака, еве ги картичките. Овдека Добро. ви се. И Ни треба ќе ги пенкалце. напишете. Така? Има еве молив. Боичка. Тука може и со боичка да се направат. На овие празни картички тука. Ете така. Одлично. Епа, еве ќе ги поделиме овие картички, ќе го делиме и моливчето. Не е страшно и да сгрешиме, нели? Така, Овде пишува внатре, така? внатре. Јас ќе решам. Ајде. На двор. Така? Надвор. Внатре, Точно. надвор. Внатре, надвор. Добро, една е решена, вакава комбинација. Стар. Стар, Млад. млад. Одлично цвајште. Одлично. Многу ми се допаѓа ова игра. Може следно да одиме, така? Може. Малку. Малку. Многу. Многу. Убава. Убава. Ова не сакам да го И јас не напишам, сакам да го сакам. напишам ова, ама зборот е таков, затоа ќе го напишеме. Града. Грдо напише, за да нема род. Може така? Да, може. Градо. Е така, во различен род. Тоа е чувството кога требаше да го напишам овој збор. Така е. Да продолжиме со истите? Висок. Така. Висок. Низок. Така, висок, Еве. тука низок. има. Широко. Тесно. Подали. Одлично, имам уште еден. О, да се забрзаме. Вака, бирај, која сакаш последно? О. Одлично. Црно. Црно. Бело. Дебело, слабо. Еве ги. Тука ги имаме сите. Дали сите ги погодивме наставничке? Да. Сега ще Одлично. напишеме една петка. 5 плюс. Така е. 5 плюс. Одлично. Сега вака. Значи овие зборови ги викаме зборови со Спротивно значење, така. зборови со спротивно значење или се викаат зборови со спротивно значење антоними. Антоними. Сега ќе ви прочитам една реченица, а вие во таа реченица ќе ги најдете зборовите со спротивно значење. Маја висока, јас низок. Не можев да ја видам. Тука се висока и низок. Тие се со спротивното значење зборот. Тие зборови се со спротивно значење. Баба ми се искачи горе, а дедо уште беше долу. Горе и долу. Тие се Горе. зборовите со спротивно значење. Горе. Антоними. Антоними. Сега вака ме интересира да ве прашам нешто. Дали сите зборови имаат спротивно значење? Па не знам, не мора да Најверојатно не. Нема најверојатно сите спротивно или имаат сите, не знам, кажете ни вие. Што мислите? Мислам дека не се вашето баш сите мислење. зборови со Ајде, спротивно значење. ајде кажи ни еден збор што нема спротивно значење. Па именките немаат спротивно значење. Моето име, Цвајнштајн, е збор и тој нема спротивно значење. Нема спротивно значење, така. Друг збор? Книга нема спротивно значење. Нема спротивно значење.
Ајде да видиме Глаголите немаат, така? следното. Еве ги зборчињата што беа испишани на картичките. Висок, широко, црно, дебело, стар, малку, убава, внатре. Од другата страна ни се ставени другите картички кои што вие ги напишавте, меѓутоа не се Поврзани. поврзани правилно. Тука се напишани висок многу, широко млад, црно тесно, дебело грда, стар низок, малку слабо, убава надвор, внатре бело. Помешано. Така, зборовите се помешани и треба да ги поврземе. Значи да ја играме играта, најди ги зборовите со спротивно значење. Ако кажам висок, одма не асоцира на Низок. низок. Така? Висок, низок. Широко, Тесно. тесно. Широко, да го најдеме, еве ни го тесно. Црно, Бело. бело, црно и бело, последно. Дебело, Слабо. слабо, ете го тука. Стар, Млад. млад. Влад. Го најдовме? Оп, добро. Еве ни ги тука наместени како што треба. Откако ги најдовме спротивните зборови на зборовите од картичките, сега ќе провериме дали точно сме ги напишале, сте ги напишале вие претходно. Висок, низок, широко, тесно, црно, бело, дебело, слабо, стар, млад, малку, многу, убава, грда, внатре и надвор. Заклучивме уште преска дека зборовите кои што ви беа дадени се направени со спротивни зборови на нив и дека се точни. И сега вака. Ова активност ни се дадени реченици кои што јас ќе ви ги прочитам, а вие ќе треба внимателно да ги слушнете и да ги најдете зборовите кои што ќе треба да зборовите во речениците каде што да се состават реченици со зборови со спротивно значење од овие кои што ќе ви бидат дадени. Птицата високо леташе. Јас сум. Ајде. Птицата ниско леташе. Добро, браво. Ете. Ана сврте на лево од раскрсницата. Ана сврте на десно од раскрсницата. Така. Има бела тетрадка. Ема има црна тетрадка. Добро. Јас се искачив горе по скалите. Јас се искачив долу по скалите. Како може така? Можеш да се искачиш долу по скалите? Па не може. Тогаш како треба да биде? Јас се искачив. Јас се искачив. Јас слегов долу по скалите. Не може така? Не може така. Како треба? Може, зашто да не Може? може? А бидејќи Значи не можеме само да се горе беше во црвено и си реков, значи само горе треба да се смени, ама изгледа не. Наставничката ти направи финта. Јас направив. Ова беше финта, намерно. Препише и по часот по математика за деленик, сега сакаше пак да ни направиш финта. Значи јас слегов долу по скалите. Сликата каде што ние двајца се сликавме е убава. Сликата каде што ние двајца се сликавме е грда. А зошто ја испаднала грда? Најверојатно јас сум трепнал. Најверојатно. Како Или ми јас тргна сум ти денес. направила уши позади. Да, или тоа. И сега вака. Ќе се вратиме со пишување на зборови. Така, пишување на зборови. Ке ми требате и двајцата. Добра. Вака сега. Едниот ќе напише збор, а другиот ќе го напише спротивното значење на зборот. Аха, треба да помислиме на тоа. Да. Меѓутоа да не бидат истите зборчиња сега што ги дадовме, некои нови други. Опа. Ајде.
И јас да го напишам спротивниот? Така. Брзо. Бавно. Одлично. Ајде Сега сега јас ти. имам. Ајде. Голем. Ова. Малку. Мал. Ајде, ајде. Може ова да биде? Напред. Може. Напред. Назад. Така. Одлично. Ајде барем уште две зборчиња. Добар. Лош. И еве имам јас уште една, ама не знам дали ова може да е така. Може да биде на пример сакам и обратното да Може. да, може? Може. Бидејќи мислев дека само придавки може да бидат, ама ете не може. Не. Сакам, не сакам, Или обратното. неќам. Не знам дали е тоа збор е? Неќам, не сакам. Мразам, сакам, мразам. Мразам. Сакам. Овде како ќе нацртаме едно срце. Затоа што ова е само збор кој што има спротивно Спротивно значење значење, на да. зборот сакам, а не е тоа дека има омраза или се мразиме Така е. Точно. помеѓу Така е. себе. Се разбира. Е така, сега имаме за задача да си направиме за дома лексикон од зборчиња сами, колку што можеме повеќе да пронајдеме и да си ги запишеме во едно мало тефтерче Така. и да им ги најдеме спротивните зборови Одлично. или антонимите. Значи, ако на некој не му текнува, може да отвори лексикон, да си побара зборчиња, Така. да ги најде, да ги запише и потоа да ги најде и спротивните, да ги запише спротивните зборови на тие. Така да си помогнеме, да речеме. Така. Или од некој учебник да прочита некој текст, па од текстот да ги извади зборчињата кои што може да им најде спротивно значење. Значи тоа го оставаме за во слободно време за дома. За домашна работа и потоа Така. тие да не заборавите да ги пратите на вашите наставнички, да ги проверат и да видат дали тоа сте го направиле правилно или не, за да ви кажат каде сте сгрешили. Или сте утнале како јас. Да, може да па се е потребно некој да ве научи. Ние завршуваме со часот по македонски јазик, одиме со краток джингл, па се враќаме повторно во нашето студио со следниот предмет.